Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Планинарскиот спортски клуб Осогово успешно го реализираше вториот дел од акцијата за маркирање на патеката од Оризари до селото Пресека. Информативни таблички и планинарски обележја се поставени во должина од 11 километри до манастирот Свети Хралампи. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов ја завршија акцијата за трасирање, уредување и обележување на патеката од населбата Оризари до селото Пресека, односно до манастирот Свети Харалампие, на падините на Осоговските планини. Во активноста се вклучија десетина најактивни планинари кои работеа на расчистување и обележување на патеката во должина од околу 11 километри, а за што вложија сопствени средства. Зимските услови и снегот не ги попречија планинарите да ја реализираат акцијата, што е дел од годишната програма за работа на клубот. Поставени се 50 на метални патокази и информативни таблички со ознаки за местата каде што има извори на вода и за правецот на движење кон манастирскиот објект кој располага со трапезарија и простор за ноќевање. По целата должина на патеката има видиковци и извори на вода за пиење, а дел од неа поминува и низ прекрасни живописни шумски предели, што се посебна атракција за посетителите. Главна идеја е конечно да се оформи и да заживее источната планинска трансферзала во државата, со што ќе се промовира регионот и ќе се привлечат што поголем број љубители на планината и туристи. Целта на кочанските планинари е да обезбедат полесно и побезбедно движење на останатите планинари и на граѓаните рекреативци, а истовремено да се добијат нови патеки кон локации во Осоговијата до кои досега ретко се изведуваа планинарски маршеви. Слична активност беше реализирана минатата година, при што беше уредена и обележена патека од околу 10 километри од селото Пантелеј до локалитетот Раткова скала. Општинската организација на СДСМ Кочани на прес ги истакна проектите кои веќе се завршени и оние кои се во тек на реализација, а кои што се однесуваат на подобрување на патната инфраструктура на територијата на општина Кочани. Со добивање на централната, а потоа и на локалната власт се обврзавме да работиме во насока на подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Наша цел е заедно да чекориме напред и да градиме општество еднакво за сите. Една од позначајните мерки е подобрување на патната инфраструктура на целата територија на општина Кочани. Во 2019 година општина Кочани ги доби сите проекти поднесени до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Беа одобрени 10.182.000 денари за изградба на улиците Тоде Паунов во село Долни Подлук, улица Маршал Тито во село Мојанци, улица Ангел Стојчев во село Тракање, улица Михаил Арсов во село Прибачево и улица Ангел Донев во село Оризари. Градче и Оризари се поврзуваат со Кочани со изградба на улиците Енгелсова што води кон Оризари, која после 50 години доби асфалт, и улицата Мишо Арсов кон местноста Пресечена скала, за што беа одобрени 20 милиони денари. Во тек е и постапка на изградба на патот од Крушка до местноста Ајдар и од истата мерка преку Центарот за развој на Источниот плански регион ќе се асфалтират и пристапниот пат до селото Оризари, до манастирот Пресвета Богородица во туристичката населба Добра вода, за што се наменети 15 милиони денари од платежната агенција. Втората фаза од локалниот пат од Крушка до селото Полаки веќе е реализирана со финансиска поддршка на Бирото за регионален развој, за кое се одобрени 3 милиони денари за изградба на нови 940 метра. Се изврши асфалтирање на улиците Ѓорги Пулиски, Креснеско Востание и улицата Блаже Попарсов, каде се ставија и подпорни зидови. Се изврши реконструкција на десниот коловоз од улицата Теодосија Паунов, пробивање и тампонирање на улицата за стамбениот комплекс на Стево Теодосиевски и пробивање на улиците 560 и Февруарски поход, како и изградба на патот од Антура до село Мојанци. Порамнување и тампонирање на земјениот пат во место викано Кривулица во село Тракање. Подпишан е договор за изградба на 5 улици во селата Оризари и Тракање. Подпишан е договор за изградба на 6 улици во Кочани, улицата Кирил и Методи, улица Скопска, улица 560, улица Стефка Тасева Соскоевска, улица Петар Синадинов и улица Искра. Во тек е и постапка за експроприација на недвижниот имот на дел од улицата Стево Теодосиевски,
каде што проширување на улицата ќе се реши деценискиот проблем. Во тек се јавни набавки за изградба на 8 нови улици во Кочани. До крајот на 2020 година е планирано и асфалтирање на 30 улици, за што ќе бидат наменети 125 милиони денари. На прав пат сме, остануваме посветени за обезбедување на подобри услови за животот на граѓаните во општина Кочани. Во Виница за 2 години асфалтирани и реконструирани 37,5 километри локални и регионални патни правци. 23 милиони денари за 2 години се инвестирани само во селски и градски улици. Истакна во обраќањето до граѓаните претседателот на Советот на општината Тони Велков. На територија на општина Виница за 2 години од 37,5 километри регионални и локални патишта и улици, општина Виница за 2 години од мандатот на градоначалникот Ивица Димитров има инвестирано преку 23 милиони денари во изградба на нови улици во градот и селата и реконструкција на постоечки. Влог кој ниту една претходна власт го нема реализирано во толку краток период. Инвестициите се распределуваат рамномерно и во градот и во населените места. Така да 2018 година од асфалтирани 4000 метри, 1400 метри се во населените места, додека оваа година од 2510 метри, дури 1800 метри асфалт е поставен во селата Градец, Пекљани, Истибања, Блатец, Дрегобраште, Јакимово и Лески. Покрај улици, со поддршка од централната власт, во овие 2 години успеавме да ги обновиме и рехабилитираме регионалните патишта од нашиот исток и успеавме благодарение на нашата упорност. Ја завршивме реконструкцијата на патот Виница-Делчево преку Бигла во должина од 8600 метри, целосно од виничка страна. Реконструиран е регионалниот пат Виница-Лески-Зрновци во должина од околу 2 километри, патот Виница-Јакимово, а јавното предпријатие за државни патишта годинава го реконструираше и патот Виница-Берово во должина од 3500 метри. А веќе поодамна е завршена и реконструкцијата на патниот пат Превалец-Каменица. Исто така, општина Виница континуирано работи на воспоставување патна мрежа во ридско-планинските населени места. Со 8 милиони денари беше асфалтиран патот Трстија-Грљани, а во фаза на тампонирање и асфалт е патот Капетанци-Балинци во должина од 2 километри. И годинава веќе имаме зацртано програма во која приоритет остануваат неостварените оврасти од нас како локална и законодавна власт, а се во интерес на нашите сограѓани. Во убав амбиент и преполна сала, во Центарот за култура Бели Мугри се одржа годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Кочани под наслов За многу години. Настапија сите групи членови на ансамблот, вклучувајќи ја и рекреативната група играорци. На концертот беше промовирано новото ОРО, Ораовички собор, кое за прв пат го играа фолклористите. Се играа и градски охридски игри. За многу години е насловот на концертот на фолклорниот ансамбл Кочани, што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Напорната работа на фолклористите, членови на ансамблот, нивните кореографи и оркестерот се исплати. На задоволство на сите, концертот помина подобро од очекуваното. Салата на Центарот за култура Бели Мугри беше претесна да ги прими сите оние кои сакаат да бидат дел од концертот, кој што е традиционален и кој што овие играорци го подготвуваат секоја година за време на божикните празнувања. Со своето присуство ги почести и градоначалникот Николче Илиев, кој беше во публиката. На концертот настапија сите фолклорни групи во состав на ансамблот, од најмалите па се до рекреативната група играорци. Публиката имаше можност да ги види веќе познатите ора, кои ги играат играорците. Правото, повардарие, водарки, тропнало оро, источна, но и сценската адаптација Садило, во која се представени староградски охридски игри и песни. Името го добила по истоимената група која во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век била една од најбараните групи кои свиреле на секаков вид прослави и посебни етникуми.
На концертот играа и гостите, женската фолклорна група Радовишанки Етно со Тресеница и членовите на фолклорното студио Етнос од Скопје со Кумановка. На крајот од концертот публиката имаше можност да види една нова поставена кореографија под наслов Ораовички собор, која за да се игра од страна на фолклористите на Кочани се погрижија кореографите Ристе Ѓоргиев и Јана Николова. Станува збор за сценска адаптација од етничките предели Радовишко поле и Радовишки шоплук. Во таа сценска адаптација е прикажан собор во кој може да се забележат разликите помеѓу поляците и шопите. На концертот свиреше оркестар составен од Оливер Настовски ут, Марко Младиновски кларинет, Бажа Јованов гајда, Дејан Донев тапани, Методи Ѓоргиев прим, Диме Атанасовски виолина и Ристе Ѓоргиев канон. На членовите на оркестарот и на сите играорци и гостите им беа доделени дипломи за учество на концертот. Дека навистина може да се игра и пее и во поодминати години, уште еднаш докажаа пензионерите од Сдруженијето на пензионери Кочани. На заедничка дружба со делење паричка во ресторанот Амор ја прославија православна Нова година и Василица. Традиционална средба со делење паричка и дружење и за оваа православна Нова година организираа пензионерите членови на Сдруженијето на пензионери Кочани. Целта е дружење меѓу себе, но и зацврстување на соработката со Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Пробиштип и Македонска Каменица, чии председатели беа присутни на средбата. Председателите на двете збртимени пензионерски организации, Кочани и Кавадарци, ја истакнаа долгогодишната меѓусебна соработка. Морам да кажам да оно што го рековте вие да потврдам, да нашата богата програма која што имаме секоја година и ова година почнува со прославата за Василица или Стара Нова година, како е популарно викаме. Ово нашите пензионери го чека со задоволство и го ние организираме. Ние се извинуваме пред нив што не бевме во состојба да земеме поголеми простори од овој објект и да бидат повеќе присутни. Вие гледате и таа сала средна е исполнета веќе. Ние овде имаме таа чест да бидат со нас и господата или моите колеги од Кавадарци, прво побратимот Христо Анѓушев, бидејќи ние одамна имаме традиција на соработка и пред збративувањето, а по збративувањето немамо крај. И ќе продолжиме вечно да бидеме тие што сме. Многу сме слични со сваќањата, со програмирањата и планирањата и затоа посебно ми е драго што он со неговите соработници овде. Овде е исто така присутен и председателот на Сдруженијето на Пробиштип, господинот Груица Манасиев, и исто така господјата Јаворка, исто така председателка на пензионерите на Македонска Каменица. 10 години сме збратимени и, како што кажа колегата Ѓорѓе, ние програмите наши и нивните се дополнуваат. Ние сега организираме за Свети Трипун. Овие почнуваат они со Василица, ние со Свети Трипун. И од тука натам продолжуваат нашите дружења. Имаме на спортски план, на културен план, културно-забавен. Тука се вклучени и Сдруженијата од Лесковац, збратимено Сдружение што е со нас и со Скочани, така да заработката е на високо ниво. Луѓето, пензионерите од Кавадарци и од Кочани се многу почитуваат едни со други. Овде ка сите ми рачунат кога сум нивни пензионер, ако виде Ѓорѓе Кајнец, па сите викат председател е председател. Така да ова е убава работа, расположение, ние пензионерите немаме друго производство, нашето производство е ова дружењето, љубов, почитување, среќа и долг живот. Дружењето беше во ресторанот Амор, а пензионерите играа и се забавуваа до доцните попладневни часови. Ваквите дружења се од големо значење за луѓето кои се во третата доба од животот. Следува информацијата од спортот. По објавената понуда од управниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово за преземање на клубот, писмена понуда доставил иницијативен одбор во кој се наоѓаат поранешни фудбалери и спортски работници. Со тоа е направен првиот чекор кон изнаоѓање решение за состојбата во која се наоѓа еден од најстарите спортски колективи во општината и регионот. 30 поранешни фудбалери, членови на фудбалскиот клуб Осогово, спортски работници и представници од бизнис секторот
позитивно одговориле на понудата од управата на клубот за негово преземање. Формиран е иницијативен одбор што ја искажал подготвеноста да го преземе раководењето, а што би требало да доведе до известно средување на состојбите по лошо одиграниот есенски дел од првенството на втората Лига Исток, во кој Кочанскиот фудбалски клуб се најде на самото дно. На писмената понуда од иницијативниот одбор подпишани се 32 лица, кои во дописот велат дека се поранешни членови на фудбалскиот клуб Осогово, спортски работници и негови симпатизери. Интересот за нивно влегување во клубот доаѓа по официјалното соопштение од актуелното раководство преку јавниот повик до заинтересирани субјекти за преземање на екипата. Членовите на иницијативниот одбор велат дека ја ценат досегашната активност и ангажманот на актуелното раководство, посветеноста во начинот на функционирањето и опстојувањето на клубот. Меѓутоа, за жал, резултатите кои ги има Осогово во надпреварувањето во втората лига се незадоволителни и лоши. Подготвени сме да ја преземеме обврската за водење на клубот во иднина, да доставиме програма за работа и да направиме кадровско екипирање со еминентни фудбалски имиња, кои имаат оставено длабоки траги во Осогово, како и со представници од бизнис секторот. Веруваме дека на тој начин ќе го подигнеме најстариот и најрепрезентативен спортски колектив во општина Кочани на повисоко ниво и заеднички ќе се радуваме на многу поголеми фудбалски резултати. Му оставаме простор на досегашното раководство на фудбалскиот клуб Осогово да одлучи каква ќе биде формата и начинот на преземање, се вели во писмото за намери за преземање од иницијативниот одбор. Првичната понуда со намера заедно со списокот на подпишаните лица е испратен до управниот одбор на клубот од каде се очекува реакција. Во меѓувреме, од второлигашот Осогово излегоа со официјална информација дека за нов тренер е назначен Кирчо Ѓорѓиев, кој по неколку месеци пауза се враќа во клубот каде што претходно работеше како тренерски асистент. Тој во својата тренерска кариера работел во фудбалскиот клуб Зрновка, во Слога Виница и Каменица Саса. Ѓорѓиев викендов ја направил и првата прозивка по одржаниот состанок со играчите и управата, а официјалниот дел од подготовките почнуваат од неделава и тие ќе се одвиваат на градскиот стадион Никола Мантов. Исто така планирано е одигрување на 4 контролни дуели. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидуваме.